Визионерскиот поглед, хуманоста, желбата, несебично да се помогне, таму каде што е најпотребно и во вистинско време. Таква беше желбата, а денес реална и јасна. Нескриена и пријателски подадена рака е нашата и ваша фондација Никола Јанчев. Ги следиме новите трендови, но не забораваме и на традицијата. Ако човечноста говори за нас и ако времето сведочи за нашите дела, целта е остварена. Фондацијата Никола Јанчев е на прав пат. Еве по трет пат стоиме гордо пред вас. И среќни сме што во пресред на најубавите празници ќе ја споделиме радоста со нашите 10 нови стипендисти. И овој пат одговорно, таму каде што е најпотребно, нашата мала помош одговори позитивно во наредните 9 месеци. Новите стипендисти во износ од 8.000 денари да земат месечна рата, што ќе продолжат со успешност да го реализираат своите соништа. Секој наш успех е ваша победа. Како што ветивме, и претходно фондацијата Никола Јанчев ќе продолжи да ја препознае вистинската потреба и да помогне онаму каде што е најпотребно. Моја силна и гледна точка е меѓусебното почитување и доверба ваша, а тоа ми дава вака инспирација да бидеме помотивирани и посилни во делот на водењето на јавната функција, меѓутоа и на самото одржување и функционирање на фондацијата Никола Јанчев. Јас така ја чувствувам фондацијата Никола Јанчев и да бидам до крај искрен горд сум на фондацијата и на моите пријатели, на мојот град Кавадац и на моите сограѓани, благодарен на комисијата и на сите оние што несебично се вклучуваат во оваквите фондации за да може да крајната цел на финансите конструкција или материјалната помош стигне до прави раци и сите бидеме горди на тоа што значи подобро утро и подобро детство, и нормално и подобар кадар за самата држава. Како градоначалник, уште на самиот моје кандидирање и номинирање за градоначалник, ветив дека мојата градоначалничка плата комплетно ќе оде во фондацијски цели. Од таму дојде идејата да формираме фондација. Покрај мојата плата, нашата фондација доделува плюс средства и од самата компанија Кожученка. Меѓутоа, на овој денешен ден Свети Никола, да го честитам празникот на сите оние кои што го чествуваат Никола и кои што го имаат и како слава и како имен ден. Ја доделуваме градоначалничната плата во целост од 720.000 денари и плюс уште една стипендија од 2.000 евра, која што ја ветивме од пред месец дена за една наша сограѓанка од Глишич, која се запише на медицински факултет за неизина мотивација и понатамошно учење за тоа што самата остана без своите двајца родители. Меѓутоа, сакам да дадам една сигурна и силна поддршка дека нигаш нема да биде сама, сега ќе биде меѓу нас и ние како фондација. Јас како градоначалник и јавна функција верувам и тука и Агенцијата за млади спорт и државата, ќе се грижиме за нашите сограѓани да може да бидат во едно општество и покрај тоа што животот ги донел до некој ниво каде што се почувствувале во еден момент без своите родители. Болката е голема, тоа го знаеме, исто можам да го споделам тоа за тоа што и јас останав без еден родител на 22 години, така да родителот сегаш е родител и е неопходен, па макар вредноста на годините се воопшто незначителни. Сакам да го честитам празникот, да ја посакам добро дојдовте уште еднаш и на оние кои што ги имаат добиено стипендиите да постигнат подобри резултати, да се грижат за нивните понатамошни постапки и да има добри студенти, меѓутоа и утре и добри раководители, директори, економисти кои ќе допринесуваат до нашето општество и држава да се движи понапред. Благодарам.